прашање. Господине Заев, со жалење можам да констатирам дека интелектуалец и личност како Бранка Костич Марковиќ не заслужува ваков однос од вас како премиер, а не се работи само за неа, туку се работи и за десетици и десетици интелектуалци, независни луѓе кои што се разочарани од односот на вашата влада и на вашите институции. Господине Заев, со жалење можам да констатирам дека немате намера да имате ТВ дуел со лидерот на опозицијата Христијан Мицковски. Апелирам до вас, ве повикувам, одважете се на ТВ дуел со Христијан Мицковски. Ако сте толку убеден во своите политики, излезете пред јавноста и јавноста нека суди, нека каже јавноста. Но проблемот е, господине Заев, што вие во ТВ дуелот со Мицковски немате што да кажете, исто како што реално и објективно бевте поразни во првиот ТВ дуел. Вие не можете да си ја нарачате својата опозиција. Опозиција ви е огромното мнозинство на граѓани на Република Македонија. Опозиција ви е македонскиот народ. Опозиција ви се албанците кои што ги излажавте и разочаравте. Опозиција ви се турците кои што гледаме дека не се исполнети ветувањата спрема нив. Опозиција ви се ромите, кога дури и вашите коалициони партнери пишуваат колумни и велат не направивте доволно за ромите. Опозиција ви се граѓаните на Република Македонија од сите националности и од сите вероисповести. Опозиција ви се повеќе и повеќе луѓе од СДСМ кои што се разочарани од оваа влада. Господине Заев, на крајот, со жалење може да констатирам дека вчера, и тоа сакам да го спомнам, вчера излегоа податоците за третиот квартал во делот на наталитетот. Ги собрав бројките во делот на живородени, новородени деца во Република Македонија. 16.411 биле минатата година, оваа година се 16.069 во првите 3 квартали. Апелирам до вас, ве повикувам и вас, и двајцата ресорни министри кои што покриваат две важни области. Македонија буквално умира. Македонија има рецесија на наталитетот, Македонија има се помалку родени бебиња. Минатата година беше лоша, оваа година е уште полоша, 2% е падот во двата квартали. Ве молам, сериозно земете го ова прашање во предвид, бројките не се добри и се влошуваат. Господине Заев, исто така, Македонија се иселува, луѓето се заминуваат, Македонија се празни како никогаш порано. Преземете нешто, се работи за еднината на Македонија. Благодарам.